Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Вработените во управата за јавни приходи денеска на протест пред Министерството за финансии и судската администрација бара зголемување на платите преку протест. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски денес го потпиша договорот за спроведување на ортофото снимање. Украле пари и повеќе предмети од возило на гостиварец, приведени тројца тетовци. Вработените во управата за јавни приходи денеска со протест пред Министерството за финансии го изразија незадоволството од недавањето согласност од страна на Министерот за финансии Фатмир Бесими за потпишување на новиот колективен договор за покачување на нивните плати. Во основа зголемување на платите, согласно законски основ, односно примената на членот 66 од Законот за буџети и дополнителното автентично толкување донесено од Собранието на Република Северна Македонија. Колективниот договор не е потпишан и една од причините што сме овдека таја, бидејќи правото на зголемување на плати е опфатено со посечениот договор, меѓутоа се уште не е потпишан и покрај фактот што од страна на синдикатот направивме отстапки на определени права, дојдовме до определен договор, меѓутоа конкретен исчекор се уште нема. И поводот е тој. Платите на вработените во управата за приходи 14 години се коригирани само за 5%, а последните 4 години воопшто не се коригирани и процентот кој што бараме покачување е 30%, повторувам, согласно законски основ одредби од членот 66 од Законот за буџети. И како работни групи од работодавачот и од синдикалната организација изготвивме текст кој што беше прифатен од директорот на управата за приходи и од синдикалната организација. Дополнително, согласно процедурите пропишани во правилникот за одобрување, склучување, потпишување и евидентирање на колективни договори, од страна на Министерството за финансии имаше определени забелешки кои што се однесува на финансиски импликации по буџетот на Република Северна Македонија. Нашето гледиште е дека тие средства не се покрива од буџетот, дека нема финансиски импликации, меѓутоа и покрај тоа собравме сила, се откажавме неколку права и постигнавме еден текст кој што беше прифатен од министерот, од директорката и од синдикатот. Ама до ден денеска немаме одобрување, односно согласност за да истиот се примени и стапи во примене во функција. Самиот број на присутни покажува за решеноста на колегите дека тоа право е утврдено согласно закон, не само можноста и потребата од разни економски нарушувања и исклучувања. Тоа се колеги кои што работат со прописи, ги знаат своите права и мислам дека ниедно демократско право не е исклучено да се примени и употреби се до остварување на правото. Судската администрација бара зголемување на платите и додатоците да не се пониски од 25% до донесувањето на Законот за судска служба. Револтот денеска го изразија на едночасовен предупредувачки протест пред Основниот кривичен суд во Скопје. Ние подитно повторно ќе побараме исто како кај председателот на судскиот совет да ни ги врата додатоците на плата до 35%. Исто и подитно да се донесе Законот за судска служба, новиот закон, кој веќе една година се одоговлекува. Јас учествувам во тој закон и не гледам крај, така да бараме подитно да се донесе новиот закон за судска служба, додатоците да ни се вратат. Тие додатоци се од судскиот буџет, не се од Министерство за финансии, бидејќи ние судскиот буџет го полниме со средства од паушали, од судски паушали. Значи бараме итно како има пари за 78% за функционерите, европски плати за нив и за нас. Членовите на Сдруженијето на судска администрација заедно со синдикатот се организираа за да го искажат своето незадоволство од неоднаднешната одлука на судскиот совет за одбивање на барањето на Сдруженијето, со кое се бараше да се исплатат најмалку 25% додатоци на судската служба. Во барањето, освен што се одби оваа барање, беше донесена и одлука со која се одбиват додатоци и за мај месец 2023 година.
Ова незадоволство го искажуваме затоа што 90% од вработените во судската служба се на работна екзистенција. Просечната плата која се исплаќа на овие лица е 25.000 денари, додека кошничката на 4-членно семејство за месец мај е 50.000 денари. Затоа бараме сите надлежни органи, судскиот совет, да донесат одлука, да се координираат и да ги обезбедат средствата за исплата на најмалку 35% додатоци на судските службеници до донесување на новиот закон за судска И служба. убрзување на законот за судска служба. Резолуцијата на Бундестагот за идентитетските прашања што според најавите задутре ќе усвои Германија е почеток на веригата од такви документи, вели министерот за надворешни Бујар Османи. На новинарско прашање дали МНР во комуникација со други европски држави за таква поддршка, Османи денеска посочи дека активности во таа насока се почнати уште по освојувањето на преговарачката рамка, а конкретниот резултат почнува од Бундестагот. Нашата акција со земјите членки е започната уште од денот кога е усвоена преговарачката рамка. Таа комуникација е непрекината цело време и со задоволство може да кажеме дека почнува од центарот на Европа, почнува од Берлин, од Бундестагот, каде што политичките партии без никакви дилеми и тешки разговори носат резолуција во која што не само ги потврдуваат идентитетските атрибути, тоа што Европската Унија веќе го потврди во преговарачката рамка. Меѓутоа, еве дополнително на ниво на држави, земји членки на Европската Унија и се разбира ова е само почетокот. Не можам во оваа фаза да ги најавам и другите, сепак е покоректно да бидат најавени од самите земји, меѓутоа ова е само почеток на една верига такви резолуции во кој што ќе биде не само потврдено тоа што е во преговарачката рамка во смисла на идентитетски атрибути, јазик и така натаму. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски денес го потпиша договорот за спроведување на ортофотоснимање. Целта на оваа активност е да бидат извршени нови дигитални ортофотокарти со највисока резолуција, кои понатаму покрај во земјоделството ќе најдат примена и во областите на геодезија, катастарот, урбанизмот и заштитата на животната средина. Со задоволство денес може да соопштам дека го потпишавме договорот за новото ортофото авионско снимање на сите земјишни парцели на целата територија. Ортофотокартите, изработени од новото авионско снимање, се основен извор на геопросторни информации кои што ќе дадат моментална и најнова слика на целокупниот терен. Нивното значење е огромно пред се за водење и ажурирање на регистрите на Министерството за управување со земјоделското земјиште. Изготвените ортофотоснимки наоѓаат примена која што е широка и при управувањето и креирањето на земјишната политика во делот на овоштарство, поледелство, на лозарство, потоа управувањето со државното земјоделско земјиште, како и во делот на шумарството и водостопанството. Целта на оваа активност е да бидат изготвени нови дигитални ортофотокарти со највисока резолуција, кои што понатаму покрај во земјоделството ќе најдат широка примена и во областите на геодезија, катастарот, урбанизмот, заштитата на животната средина, кризниот менеджмент, одбраната на државата и во други области каде што овие податоци ќе бидат потребни. Последното ортофотоснимање на целата територија на државата е извршено во 2017 година, во август, преку средства на ИПА програмата на Европската Унија, обезбедени од ЕУ. За новото ортофотоснимање, кое очекуваме да биде извршено во текот на месец јули, во цело се обезбедени средства од националниот буџет на државата во вкупна вредност од околу 26 милиони денари. Потенцирам дека во овие 33 години станува збор за 4 пати направено авионско снимање, кое што во просек на европските држави треба да го правиме и да се прави на секои 3 години. Изработката на овие податоци е во согласност со стратешките приоритети на владата и токму Министерството за земјоделство беше тоа кој инсистираше оваа година истото да биде направено. Но и во согласност со нашите политики и креираниот нов модел на субвенционирање, кој што ќе биде побрз, поефикасен, со поголема контрола
што го возможува токму ова снимање, насочен кон поддршка на земјоделците кои што вистински обработуваат земјата и произведуваат храна. Украле пари и повеќе предмети од возило на гостиварец. Приведени тројца тетовци. Тетовчанка пријавила напад од едно лице. Приведен малолетник кај кого бил пронајден нож. Полициски билтен на СВР Тетова. Денеска во Тетово полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 3 лица: 36 годишник од Тетово, 49 годишник од Тетовско Джепчиште и 53 годишник од Тетовско Желино. Тие се сомничат дека вчера околу 19 часот на улица 29 ноември во Тетово од товарно возило Opel Vivaro со гостиварски регистерски ознаки, сопственост на 52 годишник од Гостивар, одзеле пари во различни девизии апоени и други предмети. Парите и другите предмети биле пронајдени и ќе бидат вратени на сопственикот. Лицата биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. 21-годишна жителка на Тетовски Порој вчера во СВР Тетово пријавила дека била физички нападната од едно лице на булевар Видој Смилевски Бато во Тетово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 9 часот и 30 минути во близина на основно училиште на улица Благоја Тоска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле малолетник од Тетово, затоа што кај него бил пронајден и одземен нож. По документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок по член 80 од Законот за оружје. Во полициското одделение Галате вчера 26 годишна жителка на Гостиварско Дебреше пријавила дека во селото била нападната од кучиња скитници, при што паднала и се здобила со повреди. Вчера на подрачјето на СВР Тетово биле спроведени зајакнати мерки и активности за овозможување нормален и проточен сообраќај низ централното градско подрачје во однос на погрешно и непрописно паркирање на возилата. Во рамки на контролата биле санкционирани 28 прекршоци. Вчера во периодот од 12 до 17 часот на подрачјето на СВР Тетово биле спроведени зајакнати мерки и активности за овозможување нормален и проточен сообраќај низ централното градско подрачје на Тетово во однос на погрешно и непрописно паркирање на возилата. При тоа биле санкционирани 28 прекршоци, од кои поголемиот број биле за паркирање во двоен ред на коловозот, односно паралелно паркирање, како и паркирање во зона на крстосница, на тротоар, пешачки премин и друго, при што 28 возила кои го попречувале нормалното одбивање на сообраќајот биле подигнати од ПАЈАК службата. Во текот на месец мај 2023 година, поради погрешно и непрописно паркирање со специјалното возило ПАЯК, биле подигнати 458 возила. На прекршителите им биле изготвени соодветни платни налози и истите ќе се соочат со парични глоби, кои се движат од 45 до 180 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово, поради тоа што следува период на враќање на привремено вработени и наши иселеници од европските земји и се очекува зголемување на фреквенцијата во сообраќајот, апелира до возачите да ги почитуваат законските правила и прописи во сообраќајот, за да се избегнат сериозни последици и метежи, да бидат совесни и да придонесат за нивната безбедност и безбедноста на другите учесници во сообраќајот.
Ги завршуваме регионалните вести. Пријатна!